се посветува и на менторите. Во Велес во теке 62-то издание на културно-поетската манифестација Рацинови средби, за која организаторите велат дека годинава нуди најбогата и најамбициозна програма. Презадоволни сме, бидејќи ова е досега најамбициозното и најимпресивно издание на 62 Рацинови средби. Навистина пребогата програма, еден раскошен мозаик од активности, културни, поетски, уметнички, но и рекреативни, спортски, воопшто една голема синергија се роди и навистина ова можам слободно да кажам дека е прекрасен еден изворник, 11 дена манифестацијата оваа година и навистина прекрасен мозаик. Особено импресивно е тоа што има прекрасен одзив и од граѓаните. Велес живее, ова е празник за поезијата, Велес е метропола на поезијата и особено убаво одекна и Рациновото признание за Оливера Червезировска и почесното Рациново признание за професор доктор Намита Собиото, која што е истакнат македонист и речиси 3 децении е посветена на македонистиката. Во рамки на манифестацијата, вчера вечер беше промовирано тритомно издание Кочо Рацин, после што следуваше поетски митинг кој се одржа во амфитеатарот на Младинскиот парк и на кој настапија познати поети од Македонија, Албанија, Србија и Бугарија. А традиционално беше доделена и почесната Рацинова награда, која ја доби професор доктор Намита Собиото од Словенија, истакнат македонист и вонреден професор по македонски јазик и книжевност на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Љубљана, каде што од 2004 година ја води катедрата за македонски јазик и книжевност. Наградата и беше врачена од страна на градоначалникот на Велес Марко Колев, кој е председател на организацијскиот одбор на Рациновите средби. Ова беше изненадување за мене, иако посветено работам на македонистиката повеќе од 20 години, но сепак Рацин е еден од моите омилени автори. Знам за Рацинови средби, знам дека постои голема традиција повеќе од 60 години и дека ова признание го добиват навистина реномирани истражувачи, аформатори на македонската литература и култура надвор од Македонија. Рацин е, што да кажам, почеток, историја и сегашност и иднина. Неговиот збор е како вечен. Рацин, со него се влюбувате во македонскиот јазик, иако не е ваш, така ми се случи мене. И кога и денес ги читам неговите стихови, ми се чини како вчера или денес да се напишани и неговата порака е бесмртна. 62-те Рацинови средби ќе бидат свечено затворени на 17 јуни со изведба на театарската представа Рацин, која ќе биде изведена во театарот Јордан Хаџи Константинов Џинот во Велес.